Како викаат, кој вечерал алкохол, доручкува вода. Па ја имам боле решение за вас. Најдобриот лек за мамурлак што постои. Јунешки кременадли, 2 комада, околу килце. Ги сечеш на некои вакви нормални парчиња. Малце ќе ги набрашнам, ќе ги пржнам у истово тенџере, кој што ќе варам супата. Слушај, најболje чорба тие со јунешка вратна кременадла. Такви да користите за чорба. Тој да си го сакаш, бе, другарче. Солца. Ги додам и остатокот. После јака вечер, со многу алкохол, ова ќе ти дојде како спас, мека и медина. Една цела главица лук, ја цепате на пола, со се љушпи, со се све внатре. Додавате околу 3 литра вода на ова. Смири се. И го оставате добро да се развари. Значи, кога ќе зовре, му го ставаш капакот озгоре, намалуваш на минимум и вариш едно саат време. У меѓу време ја ќе исецкам 1 пашканат, 1 целер, 2-3 моркови, колку сакате по вкус, и ги додавам од кога ќе се извари месото. Го ставаме капакот, зоврива и намалуваш. Значи да си имаш обично тенџере, ги си ја вариш околу 3 сати. У нашиот смарт лонец саат и пол е ватка. Кјар си саат и пол. Сега ќе го извадам мефцево. Гледај го. Нервно попуштило. Путер разварен. Го расецкувам на што поситни делчиња. Гледај го, човече. Гледај. Можам и со тупиот дел да го сечам. Гледај. Го расецкате неправилно. Лукчево, не го фрлаш, него ги тргаш сите чешниња од него. Гледај, мет. Само коренот го фрлаш, види го, као ченка, корен. И ги пасираш. Ринглата ја палиш, зеленчуците у тенџерчето. Фантастично! Лукчето, еј тоа унатре. Едно мало кромиче. Два помали компири или еден поголем, ги сецкаш ситно. Не ги ставаш да ги пржиш, него ги додаваш кога ќе ставиш водата. Значи ништо не гледаме што помалку да изгубиме. Слушај, стари, добра идеја ти е. Ти додека си ја цепаш чорбава, ако вчера не си завршил работа, то тебе 2-3 литра вино или гајба пиво, да има причина зашто да ја правиш. Да направиш салата. Имаш чорба со салата. Ова што го прецедив, го шибам унатре. Со мефцето си испопарам. Додавам и мефцето. Компирчињата унатре, капачето до згоре, половин час. Додека се прави, ја ќе си дам причина зашто да изедам после чорба. Сега ми текнаме, кај вас дојде Дедо Мраз? Кај мене уште го нема.
Додека се готви чорба, ќе ви покажам кој е главен додаток на секоја чорба. Ја не починам да јадам чорба без ова. 7 чешни јалук, најситното. Маслиново. Не го штедите. Ставаш. Бивер. Сол. Вински оцет. Малце Макдоналдсче, ситно, што поситно, тоа поголем ќерст. Каков разорен мирис, али вкус. Чорбава е готова, ја гасам, толку е, стискам, испуштам воздух. Това е това. Српнете убаво одоздола, доле се магиите. Прво идеш крупно, па додаш течност. Ова ќе го спремим као додаток, ќе го префрлам у тајниче за сервирање. Немој некој да го изел цело ова. Ова ти е парно ладни денови, леку болни денови и допинг умаморни денови. Сега ќе ви покажам што со додатоков. Зимаш мушка една лажица, оваква. Ја цепаш унатре. Зимаш уште една мушка лажица. И таа унатре и мешаш. Си зимаш лепче, го тонеш и гледаш до кај си. Фантастично.